Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија, јас сум Маја Дамјановска. Во следните неколку минути го очекуваме гостинот во Индекс, кој е најавен за денеска. Тој е директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, кој го очекуваме во секој момент, а со него ќе разговараме за неодамнешните изјави на новата техничка министерка во Министерството за труд и социјална политика Ременски, која што во некој од медиумите изјави дека има дилема за официјалната бројка на невработени, која што ја води статистика. Исто така има дилема околу програмите за самовработување, која што ги реализира Агенцијата за вработување, како и методологијата по која што Државниот завод за статистика ја креира сликата, односно бројот на невработени во Македонија. Додека го чекаме директорот на Агенцијата за вработување Поповски да стаса во студио, да прочитаме уште неколку информации кои што ќе го одбележат овој ден. Премиерот Никола Груевски заедно со владина делегација, во чиј состав се вице-премиерот и министер за финансии, односно вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски, за надворешни работи Никола Поповски и заменик министерот за економија Христијан Делев, се во неколкудневна посета на Народна република Кина. Председателот на македонската влада ќе учествува на 4-тиот самит на шефови на влади на земјите на Централно-Источна Европа и Народна Кина и 5-тиот економско-трговски форум во Суџоу, кој ќе се отвори денес, а на кој се очекува да присуствуваат повеќе од 1000 представници од бизнис секторите на 16 земји од државите од Централна и Источна Европа и Кина. Самитот ќе го отвори премиерот на Кина Ли Чијанг, а на него освен од Македонија ќе учествуваат делегации од Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Чешка, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Хрватска, Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина и Албанија. Иницијативата за самитите произлезена од Кина со државите од Источна и Централна Европа, која потекнува уште од 2012 година. Во основа се состои од волјата за соработка, вложување во повеќе конкретни инфраструктурни проекти и забрзан економски развој. Инаку Република Македонија ја поддржува иницијативата на владата на Кина за потесна соработка со земјите од Централна и Источна Европа во рамките на процесот 16+1, при што досега има реализација на значајни капитални проекти, како што изградбата на автопатските делници Миладиновци, Штип и Кичево Охрид, финансирани во соработка со кинеската Еџимбанк. Истовремено од македонска страна постои интерес за нови инфраструктурни проекти кои би можеле да бидат предмет на понатамошна соработка. Во рамките на посетата планирана и средба на премиерот Груевски со председателот на Кина Си Џипинг, како и бизнис форум во Пекинг, каде ќе бидат представени можностите за инвестирање во Македонија и потенцијалите со кои располага Македонија како држава со поволна бизнис клима. А интернационалната компанија Weibo Group најави нови вработувања во Крива Паланка. Компанијата, која за само една година стигна до 600 вработени, веќе прави нови развојни планови за проширување на бизнис операциите во Македонија, со што ги демантираше тврдењата и обвинувањата од опозицијската СДСМ за виртуелни инвестиции со 0 работни места. Weibo е текстилен гигант за производство на облека со производствени погони во Кина, Камбоџа, Турција и во Македонија. Пред да го почна својот проект за интегрирана текстилна зона во Ранковце, компанијата се лоцираше во фабриката во Крива Паланка. Производствениот капацитет го прошири со 500 нови машини и од 260 вработени стигна на 600 вработени, а отвори продавници во земјава. Планот е до крајот на годинава фабриката да брои 800 работници, а до средината на идната година да се достигне бројката од 1000 вработени. Компанијата досега има инвестирано 10 милиони евра, што се однесува до интегрираниот текстилен центар. Од компанијата информираат дека проектот засега е во мирување, бидејќи се уште не може да обезбеди работна сила со соодветните квалификации, на што во моментот се работи со Агенцијата за вработување.
На овој проблем од компанијата укажува подолг период. На последниот сајм за вработување во Куманово, Кристина Јакимова од Weibo Group Garment истакна дека освен работници со искуство во текстилниот производствен процес, тие се принудени да бараат и работна сила без искуство, а потоа да организираат обуки во рамки на компанијата. Од Weibo велат дека во моментот работат на голема нарачка од Zara и од тука е потребата од дополнителен персонал за да ги исполнат предвидените норми. Македонија има богата историја на текстилно производство, но бројот на вработени во оваа индустрија се намалува, ако во 2007-та имало речиси 44.000 вработени, лани биле околу 38.000. Твојот свет во најубави бои. Препознај го на Радио Слободна Македонија. Индекс со Маја Дамјановска. Да, индекс со Маја Дамјановска во очекување на директорот на Агенцијата за вработување Поповски. Да прочитам уште неколку информации. Народната банка излезе со најново соопштение во врска со бројот на туристи во Македонија. Се повеќе туристи од Турција и Холандија, се помалку од Србија и Грција. Анализирано по групации на земји, најголем дел од странските туристи во периодот 2003-2014 година доаѓаат од регионот. Просечно учество за периодот од околу 54% во вкупниот број на странски туристи. Турција просечно учество од околу 1,8% во вкупниот број на странски туристи, како и од земјите во рамките на Европската зона, просечно учество од околу 16,6%, соопшти Народната банка. При тоа во анализираниот период покрај туристите од Турција гледано од одделни земји, најбројни биле туристите од Србија и Црна Гора, просечно учество од 15,7%, Грција 12,9% од вкупниот број на странски туристи и од Албанија просечно учество од 6,51% од вкупниот број на странски туристи. Гледано според динамиката се забележува тренд на посилно зголемување на бројот на туристи кои доаѓаат од Турција, особено по 2008 година, и од Холандија, особено по 2011 година, соопшти Народната банка. Од друга страна, во анализираниот период, во континуитет се забележува намалување на учеството на туристи кои доаѓаат од поголем дел од земјите во регионот, при најголем пад забележан кај туристите кои доаѓаат од Србија и од Грција. Постојаниот раст на бројот на доаѓање на туристи, а пред се на странски туристи, упатува на раст на поборувачката за туристички услуги од домашната економија. При тоа како најпривлечни туристички региони се издвојуваат југозападниот и скопскиот регион, додека од аспект на земјите на потекло најбројни се туристите од регионот и од Турција, додека од земјите од Европската унија најголем дел од туристите доаѓаат од Холандија. Продолжувањето на поволните трендови во овој сектор, дополнети со соодветни политики и мерки за поттикнување на неговиот развој, би обезбедило натамошен раст на туристичкиот сектор, а од тука и позитивни ефекти врз долгорочниот економски раст на земјата, соопшти во најновиот извештај Народната банка на Република Македонија. А Европската комисија ќе потроши вкупно 9,2 милиарди евра за кризата со бегалците во 2015 и 2016 година. Ова стана јасно од пораката објавена на сајтот на Европската комисија. Комисијата веќе предложи измени на своите буџети за 2015 и 2016 година, зголемувајќи ги финансиските ресурси наменети за справување со бегалската криза со 1,7 милиарди евра. Во соопштението се потсетува дека во мај беше усвоена Европската програма за миграција. Од тогаш се усвоени голем број предлози, меѓу кои за распоредување на 160 мигранти. Се дополнува дека листата на приоритетни активности за справување со кризата доби поддршка на неформалниот состанок на државите и владините лидери на 23 септември 2015 година и повторно на 15 октомври 2015 година. Новија состаноци, државните и владините лидери ја признаа потребата да се обезбеди дополнително национално финансирање. Сега сепак Европската комисија забележува дека многу од земјите членки се уште не дале свој придонес кој да се додаде кон финансирањето обезбедено од Европската унија за справување со бегалскиот бран.
Русија денеска или утре ќе прекине доставата на природен газ Украина заради неплатени сметки, изјави рускиот министер за енергетика Новак. Пред помалку од 2 месеци Москва ги обнови испораките кон Киев, откако двете земји потпишаа договор за обезбедување на испорака до март следната година, но според Новак, Украина извршила само една авансна уплата за газ, заради што Москва ќе прекине испораката. Пред неколку дена украинскиот министер за енергетика и рударство Демишчин посочи дека во моментот на потрошувачката на газ е помала од очекуваното, па подземните складишта има доволно газ за потрошувачка и нема да купуваме. После повеќе причини да не се купува газ, додаде Демчишин, на пример очекуваме во првото 3 месече до година цената да е пониска, затоа нема потреба од авансно плаќање, порача украинскиот министер. Русија и Украина на 26 септември со помош на Европската унија по неколку месечни преговори постигнаа договор за снабдување на Украина со руски газ за време на зимата. Спорот меѓу двете земји изминатите години неколку пати го прекинуваа дотокот на природниот енергенс до Украина, што во 2009 година ги погоди и земјите од Европската унија. Утро, пладне или ноќ. Твој пријател во секој дел од денот. Радио Слободна Македонија. Индекс со Маја Дамјановска. Да, се уште го чекаме директорот на Агенцијата за вработување да стигне во студиото, кој што се извини дека доцне бидејќи е задржан на некој состанок, а додека стаса. Да прочитаме и информација која што пренесува денешен МК. Странските директни инвестиции во владењето на ВМРО ДПМН се 3 пати повисоки во однос на владењето на СДСМ. Согласно последните податоци на Народната банка, странските директни инвестиции кумулативно за периодот 2007 август 2015 изнесуваат 2,3 милијарди евра или се за 1,5 милијарди евра повеќе споредено со странските директни инвестиции во 10 годишниот период на владите на СДСМ. Доколку се изземе приватизацијата на ЕСМ во износ од 225 милиони евра и продажбата на 10% од акциите на Македонски телекомуникации во износ од 60 милиони евра, вкупните странски директни инвестиции во времето на сите влади на СДСМ изнесуваат 768 милиони евра. Според тоа, странските директни инвестиции во владењето на ВМРО ДПМН се 3 пати поголеми во однос на владењето на СДСМ 2,3 милијарди евра наспроти 768 милиони евра, пишува денешен. Ова е резултат на владините политики за привлекување на странски директни инвестиции. На 30 гринфилд инвестиции се реализирани во изминативе години во нови сектори кои создаваат поголема додадена вредност и производство, поголем број вработени и позитивно влијаат на зголемувањето на извозот и придонесуваат за поголем економски раст. Ова значи дека во изминатиот период структурата на странски директни инвестиции е подобрена бидејќи се реализираат инвестиции во сектори кои се на повисоко ниво на технолошка развиеност, за разлика од дел од земјите во регионот каде странските директни инвестиции се главно во недвижности и концесии. За разлика од сега, до 2006 година немаше ниту една странска директна гринфилд инвестиција. До тога странските инвеститори во Македонија влегуваа преку процесот на приватизација или аквизиции во секторот на енергетика, телекомуникации, банкарство и слично и беа присутни на локалниот пазар, но не и на дворешниот пазар. Ова се го пренесува денешен МК, а што току стигна директорот на Агенцијата за вработување во студиото, Владко Поповски. Владко, здраво, како си? Се надевам дека не ти причинивме многу компликации. Здраво на сите, значи благодарам за поканата. Не, малку на состанок кој што преговараме за нови средства од Европската унија, во кој што ќе фатиме нови програми кои што се многу битни за таргет групите кои што се невработени во при Агенцијата за вработување, така да. Има ли некаков исход позитивен од состанокот? Па се надеваме дека после овој состанок има сосема позитивен исход кој што ќе го реализираме наредната година. Така, Миломие, јас веќе на почетокот на емисијата најавив дека денеска ќе разговараме за оние прозивки на техничката министерка за труд и социјална политика Ременски, која што изјави во медиумите дека ќе разговара со вас бидејќи во дилема околу стапката на невработеност која што ја креира Заводот за статистика. Точни ли се податоците според вас за бројот на вработени во земјава?
Значи вработени во земјава се нормално се водат преку неколку работи. Пред се тоа се преку регистрација на МПИН, на М1 образец кој што е вработување, односно договор за вработување, и во Република Македонија тоа е лесно измерливо бидејќи тие процеси ги прават 4 институции. Значи првата институција е АВРМ, втората е Управата за јавни приходи, третата е Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, на крајот нормално Фондот за здравство каде што се дава здравственото осигурување. Така да тоа е лесно мерливо и лесно видливо. Нормално ние водиме М1 пријави, никога се случува да едно лице има и повеќе од една М1 пријава, бидејќи има луѓе кои што работат по 2-3 часа на повеќе работни места, така да може се случи да едно лице да имаме 4 М1 образци кои што се го исполнува едно полно работно време. Дали Агенцијата за вработување води или треба да води статистика за бројот на невработени врз основа на исплата на плата? Пред се не. Значи, и која води оваа статистика? Значи вака, статистиката за и бројот на невработени, процентот на невработени е работа на Заводот за статистика на Република Македонија, кој што применува норми од Евростат, кој што Република Македонија ги има прифатени, мора да ги применува, и тие се методологии кои што тие ги применуваат при пресметката на самиот број на невработени во Република Македонија, самиот процент. Ние како агенција за вработување водиме само регистар, значи на лица кои што се пријавиле и кои што сакаат да бидат да користат некои од бенефициите кои што ги нуди Агенцијата за вработување преку нашите програми, преку законот по кој што сме врзани да им помагаме на овие лица, тоа е законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Врз на истиот закон ние кај нас се ведат два регистра. Регистар на лица кои што активно бараат работа или така наречени активни невработени, и други лица кои што бараат работа, но во овој момент не се спремни да прифатат работа, односно лицата на други лица кои што бараат работа. Значи тоа е вториот регистар. И третиот регистар е регистарот на лица кои што имаат загрозено вработување и бараат ново работно место. Тоа е нов регистар кој што го формиравме од пред неколку месеци, се уште е во фаза на припрема кој што треба да се почне да се применува некаде од 1 јануари 2016 година. Така да ќе имаме и регистарот на оние кои што се вработени, а кои што бараат подобро вработување, односно нивното вработување е загрозено во многу блиска иднина. Може ли методологијата да содржи параметри кои нема да отсликаат вистинската слика за бројот на невработени во Македонија? Па, не би рекол, затоа што тоа се меѓународно утврдени факти што се зема при таа методологија на пресметка, кои се тие инпути кои што се прибираат, потоа има анкета на терен и се за тоа се дава на крајот со сериозни формули се дава соодветна бројка, значи на сооднос на невработени, вработени и процентот колку изнесува активното население во целата група. Така, исто така Ремински тврди дека стапката на невработеност се намалува, а на сметка на тоа се зголемува бројот на корисници на социјална помош. Има ли логика во ова? Па не би рекол, бидејќи ако ги или погледнеме... постои или нелогично, да, значи, прво е дилема. Нелогично и дилема, бидејќи ако погледнеме бројките во 2006 година имаше преку 60.000 корисници на социјална парична помош, а додека денеска се движи некаде меѓу 30 и 31.000. Сега јас не би можел да коментирам понатака, бидејќи овој регистар е во Центри за социјална работа или при Министерството, така да е лесно мерливо и лесно воочливо дали е таа бројка или е зголемување или намалување. Но можем да кажем дека официјално со самото влегување на странските инвестиции, подобрување на бизнес климата во Република Македонија, ние гледаме призмите на вработување. Така да секое вработено лице има М1 образец во кој што е наведена и плата која што ќе добие во самиот оглас во кој што е објавено тоа работно место. Така да мислам дека во наредниот период ќе се зголемува бројка на вработени, бидејќи доправа влегуваат инвестиции, доправа македонските компании реинвестираат во своите капацитети и вработуваат нови луѓе. Нормално тука и оној проект кој што го вклучивме од 2015 година, каде што фативме 5 категории на невработени, вклучувајќи ја дополнителни категоријата кој што беше од 2014 година, тоа е млади до 29 годишна возраст, така да 6 категории можности во кои што работодавците може да вработат повеќе луѓе, со тоа што трошокот за нивно вработување им се намалува за износот на придонеси за придонеси од социјално осигурување и за дел од категориите за персонален данок. Може ли на конечниот број, на конечната стапка за невработените во Македонија, која што ја креира Заводот за статистика, да влијаат програмите на Агенцијата за вработување за само вработување? Па, верувајте, ако имаме ние до сега само преку проектот за грантирање, значи за само вработување преку грант, имаме преку 6600 компании отворено,
7.600, се извинувам, компании отворено со тоа од кои што 73% мерејќи ги од 2007 до 2013 се уште постојат и оперираат на пазарот и некаде само 15 компании кои што се формирани со овој грант се вработени преку 250 лица. Значи проектот оди во позитивна насока, значи отвара работни места и нас не исполнува тоа што се доста успешни компании. Ако веќе може да кажеме дека имаме една компанија која што е на 30 вработени, значи 33 вработени, таа е во Прилеп, и една компанија во Куманово која што ја запознат на сајмот за вработување, која што сами се представија дека почнале со еден човек, веќе се 28 лица вработени во таа компанија, значи самите таа мерка дава можности и дава мотив за некој што има идеја. Средствата не се големи, но оно што има идеја и мотив за брзо време се развива и оди позитива со тоа што Македонија вработува, проектот го надополнува оно што веќе го даваме преку средствата за самовработување. Значи, како со грант, така со кредитирање, тука се и субвенциите кои што ги даваме за нови вработувања. Тогаш зошто сомнителност токму за овој проект кај техничката министерка? Значи, не знам од каде е таа сомневање, бидејќи проектот за поготоа Македонија вработува е направено врз основа на мерливи факти. Првиот мерлив факт за компанијата да може да го користи Македонија вработува мора да има исплатено сите придонеси и даноци кон Република Македонија пред да вработи ново лице, односно претходно треба да има најмалку едно вработено лице во компанијата за да може да вработи наредно со ослободување од придонеси. Со тоа што доколку компанијата во иднина намали број на вработени, значи не по природен одлив, тогаш ќе мора во рок од 30 дена да вработи ново лице. Но, доколку компанијата има бројката лица константна, не плати повеќе од 3 месеци придонеси и даноци, пак се активира, значи системот се прекинува оваа мерка и компанијата мора да ги исплати оние средства што веќе за кои што била ослободена во минатиот период. Значи има доста контролни системи, контролни, да кажеме, начини на реализација на мерката, така да ја не знам од каде може да излезе дека нешто не функционира. Од друга страна, во мерката за самовработување со грант, значи не сме сами како агенција, како држава, тука е меѓународна организација UNDP која што активно учествува во изборот на добрите компании, во проведирање на системот на избирање на компании на самите бизнис планови. Така да стоиме позади податоците што ги објавувам, бидејќи податоците се јавни, може да се видат на поготово за грантот на самовработување.mk, така да може секој да види кај се тие компании, што се и како работат. Индекс со Маја Дамјановска. Да, Поповски, директорот на Агенцијата за вработување, гостен во Индекс. Поповски, колка е моменталната стапка на невработена според последните податоци на Заводот за статистика и која е прогнозата за стапката на невработена согласно изгласаниот буџет за 2016 година? Па вака, пред се стапката, како што кажавте, Заводот за статистика, значи постојано објавена на 26,8%, објавена за вториот квартал од 2015 година, така да го очекуваме податокот за третиот квартал во 2015 година, во кој што Заводот за статистика треба да ни каже дали имаме зголемување или намалување на процентот на невработеност. Со тоа што согласно она што го добивме како буџет во кој што агенцијата ќе постапи во наредна година, ние очекуваме пак самите мерки некаде околу 4000 директни вработувања, значи самиот буџет, дополнително и од другите проекти како што Македонија вработува, очекуваме уште 5 до 6000 кои што би се вработиле, но се зависи од самата бизнис клима, бидејќи самата политичка нестабилност се осети во еден дел од годинава, но во третиот квартал веќе не се чувствува, имаме вработувања, има нови работни места кои што ги отвараат компаниите. Мислам дека овој тренд ќе продолжи, бидејќи и самиот светски пазар се опоравува, има потреба од продукти, има потреба од услуги, така да се надевам дека и во 2016 година ќе продолжиме со истиот тренд на рапидно зголемување на бројот на вработени во приватниот сектор. Што е со обвинувањата за Weibo Group? Ти излегува со едно соопштение дека се реализира инвестицијата, дека се реализира и бројот на најавените вработувања. Најавија и дополнително нови.
работни места. Точно така, ние сме, поготово во Паланка, сме во директен контакт со самата компанија, бидејќи таму е локално вработување. Они почнаа со 260 вработени што ги презема од компанијата од која што ја купија фирмата, тоест објектот, со тоа што за година и пол вработија дополнителни 240 лица кои што се уште се моментално се на работа, но некаде околу 150 лица има турновер, значи кои што влегле и излегле од компанијата, не се снашле. Мора да ги пофалам бидејќи вработија поголем дел од користите социјална парична помош од Паланка, бидејќи видоа позитива заедно со Центарот за социјална заштита и Агенција за вработување, тоест Центар за вработување во Паланка, пристапија колегите, им ги понудија луѓето би што дел од нив има искуство во текстилот. Во овој момент имаат потреба од дополнителни вработувања кои што се малку поспецифични како занимања кои што ги бараме на цела територија, така да се надам дека на кратко временски период ќе најдеме тие експерти кои што им требаат. Воедно во Скопје веќе побараа од нас да им помогнеме во делот на изнаоѓање кадар кој што ќе ги исполни нивни објекти кои што ги отвараат во делот на малопродажбата. Мислам дека моментално единствено што е запрена инвестицијата во Ранковце. Зашто, како, не можам да кажам, бидејќи јас соработувам на дневна база на она што им треба како компанија и тука сум да им помогнам. Врз основа на плановите кои што и јас ги знаев и она што го објавија е, значи некаде 800 лица до нова година, некаде 1000 до 1 јуни во 2016 година. Знам дека сега ќе имаат инвестиција во Паланка на мало проширување на капацитетите кои што ги имаат таму. Така. Во однос на оперативниот план кој неодамна го најави премиерот Груевски, кои се контурите на оперативниот план, како ќе се реализира, колку се очекува директно и индиректно да бидат вработени со овој оперативен план следната година? Поучени од минатите години, значи ние никош не претеруваме со прогнозите, со тоа што директните вработувања се околу 4000, значи самиот оперативен план дополнително и од Македонија вработува, така да очекуваме меѓу 8 и 10.000 директни вработувања, да кажеме, при примената, бидејќи дел од луѓето кои што одат на обуки, потоа користат Македонија вработува, или пак оние што ќе само вработат ќе може користат Македонија вработува. Со тоа што очекуваме да има голем интерес, како и секоја година, веќе се диференцираат самите категории, самите групи, веќе имаме поквалитетни апликации, значи немаме многу апликации, ама секогаш 2:1, 3:1, зависно од разборливите средства, но битно се помене дека имаме квалитет во делот на самата апликација, се подобри бизнис планови, се подобри барања самите работодавачи за учество во која било од мерките. Со тоа што ние продолжуваме со сите оние мерки досега што дадоа успех, со мала, да кажеме, дигресија, односно адаптирање на локални микро, да кажеме, таргети, така да ќе ги опфатиме на наредната година оно што е многу битно, старите занаети, не многу, да кажеме како бројка, но доволно да ги задржиме во живот во нареден период, бидејќи од дел од нив и добро се живее и добро се заработува, можеби се, да кажеме, по нови некои стана прљави, напорни и тешки, но за оние што сакаат да ги работат, ќе имаме можност прво да ги обучиме, а потоа и да ги финансираме со грант за отварање на самиот бизнис. Продолжуваме и со мерките за лицата со посебни потреби, за инвалидите кои што имаат потреба од финансирање, отварање собствен бизнис, односно исплата преку посебниот фонд на оние средства кои што им следуваат како вработени лица. Продолжувате и со сајма за вработување. Вчера одржавте веќе еден, како беше интересот и кој е следниот град? Па да, последниот сајм беше во Куманово, имаше доста луѓе. Мене ми е жал што немаше многу млади луѓе, имаше повеќе лица кои што се вакава повозрастни години, но и тие се работници кои што им треба работа. Компаниите понудија работни места, но се случува она што ние најмногу се плашевме, се помалку имаме луѓе што може да ги исполнат квалификациите и потребните знаења за вработување во компаниите, поготово како што нагласив од занечискиот дел. Јас се надевам дека последниот сајм во Скопје ќе биде во Борис Трајковски. За сега е закажан на 2 декември, но поради денот на дрвото најверојатно ќе го одложиме за еден ден, значи за четврток, со тоа што на 3 декември ќе биде сајмот во Скопје, сала Борис Трајковски, во кој што очекуваме и веќе не се потврдени 90 компании кои што ќе ги изложат своите можности за вработување, своите кариерни планови. А воедно ќе имаме и неколку други работилници во кои што ќе помогнеме пред се директно со работодавачите, отворено како агенција, ќе да осознаеме што сме, кај сме, до каде сме, дали сме на патот или не сме на патот, бидејќи тоа го работиме веќе транспарентно 5 години.
така е да сите она што ќе го осознаеме самите компании го адаптираме во нашите програми на работа. А потоа имаме со невработените кои се така ги слушаме нивните критики, да кажеме кај сме, дали сме на право место, нивните предлози кои што ќе може да ги инкорпорираме и ќе имаме рол модели во кои што младите ќе добијат една мала можност да зборуваат познати личности кои што успеале во својот живот. Јас се надевам дека ќе завршат преговори со образование да дел од оној образовен процес, да кажеме, од самите факултети технички науки ќе се осврнат и ќе дојдат на сајмот и ќе се представат со своите можни програми за едукација. Така, значи, специјален повик до младите да се појават на сајмот за вработување на 3 декември. Да, 3 декември официјално, пошто еве денес како соопштија дека вториот е неработен ден поради денот на дрвото, ние веќе преземаме активност да се адаптираме на новите услови, со тоа што ќе ги известиме сите компании дека се одложува за еден ден и ќе гледаме да имаме што е можно повеќе компании кои што вработуваат. Ние тоа не е првата стратегија, а инаку главната стратегија со сајмите за вработување да покажеме на оние што допрва треба да изберат образование кај да се движат. Да се фокусираат. Да. Ви благодарам за разговорот. Измина терминот предвиден за индекс. Ви посакувам убав ден. Благодарам. Само да кажам дека завршува индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на емисијата. Денес е 24 ноември. Емисијата се реализира во продукција на Радио Слободна Македонија, а ја емитува Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви посакувам убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.